Денеска во Мија интервју разговараме со Даниела Антоновска, магистар по родови студии и со искуство 20 годишно во областа на родовата еднаквост. Добре дојдовте. Како најпрво би го искоментирале исходот од овогодинешните локални избори со оглед на фактот што имаме само две жени кои што се изборија за улогата на градоначалник? Ви благодарам на поканата и најпрвен, за да можете да бидете избрана за градоначалник, треба да бидете кандидирана. Овие локални избори многу мал процент на жени беа кандидирани за функцијата градоначалник, некаде под 9% од вкупниот број на кандидирани кандидати. За функцијата градоначалник 301 кандидати имаше вкупно, 25 беа жени. Што значи дека и ова беше многу релативно ниска бројка на кандидирани жени. Согласно на тоа беа избрани само две жени на функцијата градоначалник од вкупно 81, 79 мажи и две жени. Ова е една од најниските бројки досега на избрани жени градоначалнички. Ако се навратиме во минатото на претходните локални избори во 2017 година беа избрани 6 жени на оваа функција. Во изборите во 2013 година 4 жени беа избрани за градоначалник, во 2009 година немаше ниту една жена која што беше избрана, така што сметам дека ние со текот на годините, наместо да одиме напред во поглед на родовата застапеност и родовата балансираност на листите за кандидати, ние назадуваме. Ова секако се должи пред се поради тоа што, јас не би ги споменувала сега тука веднаш квотите, ова се должи пред се на немањето и на политичка волја, немањето на една внатре-партиска демократија во самите политички партии, непрепознавањето од страна на лидерите на политичките партии и на потесното раководство, политичко раководство, дека во своите редови имаат жени кои што ги имаат истите капацитети, истите ресурси, истите потенцијали како и мажите, да бидат лидерки во една локална заедница и да можат и да бидат носителки на една ваква висока функција. Понатаму секако тоа се должи и на отсуството на квотите. Исто така можеме да забележиме дека од овие две жени кои што беа избрани за градоначалнички, едната всушност беше независна кандидатка, што значи дека таа самата се кандидираше и не беше поддржана и не беше кандидирана од страна на политичка партија, понатаму веќе беше поддржана од страна на политичка партија, а втората жена која што беше избрана веќе во моментов го има својот втор мандат, односно веќе претходно има едно искуство во водењето на локалната заедница од каде што доаѓа. Јас лично сметам дека и покрај тоа што имаме многу добра законска регулатива, покрај тоа што имаме закон за родова еднаквост, еве првиот закон е донесен уште во 2006 година, понатаму имаме национални стратегии за родова еднаквост, новата стратегија се прави сега со временска рамка од 2021 до 2026 и е во собраниска процедура, во исто време се работи на новиот закон, најновиот закон за еднакви можности, меѓутоа сепак и покрај оваа добра законска регулатива и сите пропратни документи кои што ги имаме во полето на родовата еднаквост, ние сепак последниве години назадуваме пред се во однос на немањето родов баланс на тие високи општествени и јавни функции. Дали отсуството на квоти за градоначалнички влијае врз доделувањето на овие улоги и може би остава простор за малверзација со истите? Секако дека се должи на отсуството на квоти, имено на листите на кандидати за градоначалници немаме квоти. Споредбено со листите на кандидати за советници, каде што имаме родови квоти. Првите родови квоти беа воведени во 2002 година, тогаш се воведе 30% родова квота. Понатаму со текот на развојот на изборното законодавство имаше промени и во 2015 година се усвои и родова квота од 40%. Следствено на тоа се почитуваше она одредба на секое трето место да биде застапен кандидатот од помалку застапениот пол.
Меѓутоа и соодветно на тоа ние имаме еден висок процент на жени, за жени членови на собранието, жени парламентарки. Имаме и повисок процент на жени кои што се членови во локалните совети, меѓутоа токму поради ова отсуство на квотите имаме многу мал број жени за градоначалнички. И сметам колку што се сеќавам, пред неколку години клубот на жени пратенички, кој што е едно неформално тело во собранието, имаше една иницијатива за зголемување на процентот на квотите, за 50% на квота, па дури и за воведување на ваква квота на листите за кандидати за градоначалници, меѓутоа некаде затаи таа иницијатива. Секако сметам дека да не беа квотите, ние немаше да го имаме ни тој број кој што го имаме сега во собранието, така што неопходно ни е квота и за листите на кандидати за градоначалници. Јас не би рекла дека ова остава простор за малверзација, туку едноставно би рекла дека ние немаме политичка култура. Ние немаме кај нас родовата еднаквост се уште на неа не се гледа како на нешто кое што треба да биде дел од секојдневниот живот. Ние имаме добра регулатива, меѓутоа само декларативно. Имаме само декларативни заложби за родова еднаквост. Во пракса состојбата е многу поразлична од она што е од законската регулатива која што постои на хартија. Колку општествената поставеност и локалниот менталитет влијае овие жени да се решат да се кандидираат за една ваква улога? Да. Секако дека има и големи разлики во поглед на локалниот менталитет. Бидејќи сега зборуваме за локалните избори, во фокусот ни се секако и помалите локални заедници, односно помалите општини, па дури ако ги земеме предвид и руралните општини, бидејќи имавме голем број кандидати за градоначалници во мали рурални општини, сега тука менталитетот е малку поразличен доколку споредиме со поголемите градови, со урбаните средини. Овдека од страна на самите граѓани, на самата локална заедница се гледа со голем скептицизам кон жените, кон нивните капацитети, кон потенцијалите кои што ги имаат. Од друга страна пак на жената се гледа првенствено како на мајка, на домаќинка, на сопруга. Значи, понатаму во помалите локални заедници отсуствува и она социјална инфраструктура, немаме доволен број на градинки, доволен број на домови за згрижување на стари лица, недоволно развиена патна структура и патна инфраструктура и сето ова всушност ја го отежнува оној баланс на жената помеѓу приватниот живот и професионалниот живот. И така што честопати жените немаат ни доволно храброст, немаат ни доволно самодоврба да влезат во вакви високи јавни функции, па потребно им е понекогаш и да се потурнат, да се охрабрат малку. И најчесто тоа можеме да го направиме преку промовирање на оние поуспешни жени кои што веќе имаат улога на лидерки во локалната заедница, а па кога зборуваме за целокупниот општествен менталитет и за општествената поставеност, тука се уште на политиката се гледа како на доминантно машка професија, а жената кога ќе влезе во политиката, прво прашање со кој што се соочува од страна, па дури од страна на самите новинари и на медиумите, е како ќе го балансира приватниот и професионалниот живот. А тоа прашање никогаш не му се поставува на маж политичар. Исто така честопати жените и се подложни многу повеќе на сексизам, на говор на омраза, на дискриминација. Честопати се гледа она прво кое што се гледа, тоа е визуелно како изгледа жената, се атакува и нејзиниот физички изглед. Неодамна исто така во еден медиум имавме можност да видиме како беа представени кандидатите за градоначалници, каде што беа наведени професиите на мажите кандидати за градоначалници, додека пак жените беа представени само како дами и насловот беше дека во трката влегуваат еден доктор, еден адвокат и влегуваат и две дами, што значи дека воопшто не се обрнува внимание на нејзиното професионално портфолио, на образованието кое што жената
го има и секако јас тука би кажала дека во овој период многу е важна и она кампања која што ја започна Националниот демократски институт против насилството врз жените во политиката, бидејќи навистина тие секојдневно се соочуваат како носителки на јавни функции со говор на омраза, со мизогинија, со сексуална објектификација и така натака. Дали дефицитот на жени на раководните функции, конкретно на функциите на градоначалнички, потоа влијае врз донесувањето на општествените политики и одлуки? Така, да, многу е важно и мажите и жените да бидат вклучени во креирањето на локалните политики, бидејќи секоја локална политика треба да ги одразува потребите, приоритетите, проблемите на сите граѓани кои што живеат на локално ниво. Имајќи предвид дека жените представуваат речиси 50% од населението во државата, значи тука некаде сме изедначени, во однос на бројките, значи дека сите политики и програми кои што се креираат треба да бидат родово одговорни, родово сензитивни и да ги вклучат потребите и приоритетите на сите. Кога вие имате една жена на локално ниво, која што е членка на совет или која што е градоначалничка во помала локална заедница, таа секако ќе посвети повеќе внимание при изградба, да речеме, на оние инфраструктурни објекти кои што се од поголема важност за жените, например градинки, потоа амбуланта, педијатар, гинеколошка ординација, кои што најчесто и отсуствуваат, ги нема во помалите локални заедници, а да не спорувам за руралните општини. Исто така многу е важно тука во локалните заедници да се посвети внимание и на тоа како се трошат локалните пари, локалниот буџет како се распределува и секогаш при креирањето на локалниот буџет треба да се земе предвид, да се земат предвид потребите и приоритетите и на жените и мажите, бидејќи како што наведов, тие се тука и различни приоритети, буџетот треба да биде родово одговорен. Например, еве како една илустрација, ако доколку креираме една стратегија за локален економски развој, овде секако ќе треба да се обрне внимание и на жените кои што се самовработени, жени кои што имаат некој свој мал приватен бизнис во помала општина, жени кои што се предприемачи, а предпоставувам дека доколку само мажи се вклучени во креирањето на оваа стратегија за локален развој, тогаш тие нема да ги земат предвид сите овие сегменти. Исто така на меѓународно ниво, во однос на родовата рамноправност на локално ниво, во градовите има еден важен меѓународен документ, тоа е Европската повелба за еднаквост помеѓу мажите и жените на локално ниво, и кој што посебно посветува внимание на тоа дека родовата рамноправност не треба да биде само правно признаана во документите, во стратегиите, во законите, туку таа треба да не биде само декларативна, туку таа треба да биде спроведена и во пракса и да ја има и да се применува на секое ниво во локалниот живот, на економско ниво, на социјално, да се земе предвид и културниот контекст и сите останати сегменти. Која е вашата генерална препорака што секој од нас на локално ниво може да стори за да ја подобри оваа ситуација и да придонесе кон тоа известно донесување на квотите во нашата држава? Како прво, јас сметам дека сите треба да бидеме пред се жените кои што живеат во помалите локални заедници, во руралните средини, треба да бидат малку похрабри, да бидат повеќе сигурни во себе, да имаат поголема самодоверба, да ги искористат оние веќе позитивни модели на успешни жени кои што ги имаат во заедницата. Исто така апелирам да биде малку поголема и женската солидарност пред се во помалите средини и да се вклучат во креирањето на локалните политики, да дадат своји предлози и своји иницијативи, при тоа да не се плашат дека истите ќе бидат погрешни или дека нема да бидат префатени, едноставно да се обидат да го направат тоа. А во однос на квотите, јас лично сметам дека нам навистина ни се потребни квоти за градоначалнички и ни се потребни квоти во извршната власт, бидејќи последниве локални избори еве сега ни покажа дека наместо да одиме напред во чекор со европските земји, ние назадуваме. Иако квотите ни се воведени во 2002 година, сега веќе наближуваме
кон 2022-та, што значи дека имаме еден период од 20 на години, меѓутоа не имаме многу бавен напредок во полето на родовата еднаквост. Ви благодарам што бевте дел од ова интервју. Благодарам и вам.